Владата размислува за нови мерки, филтри на оджаците за илјадници домаќинства пред стартот на новата грејна сезона. Премиерот Мицкоски денес од Штип најави можност за субвенции за филтри на оджаците за 5.000 до 10.000 социјално ранливи домаќинства, како дополнителна мерка покрај поддршката за електрична енергија. Сигурен сум дека ќе ги олесни семејните буџети, односно ќе ги растерети, би рекол. Така што мислам дека и во иднина, во периодот кој што следи, треба да почнеме да размислуваме и во таа насока. Сега, кога сме кај затоплувањето на домовите, за нешто помалку од еден месец, би рекол, еден месец ќе започне грејната сезона. Јас денеска имаме влада и би сакал под предлози и прашања да отворам една многу значајна точка, бидејќи гасификацијата е процес кој што ќе трае подолго. Нема да имаме брзи резултати. Може би треба да размислиме по истиот принцип како што субвенционираме за клима уреди, за топлински пумпи и за ваков тип на субвенционирање на сметки за социјално ранливи категории на отприлика 5 до 10.000 домаќинства, да им обезбедиме филтри на оджаците. Мицкоски посочи дека според податоците од редовите, голем број домаќинства кои користат дрва значително го намалиле загадувањето преку субвенционираното инсталирање филтри на оджаците. Оние домаќинства кои што користат фосилни горива, односно дрва, изминативе неколку дена работев лично на оваа проблематика и гледам дека голем дел од градовите на тој начин го намалиле загадувањето. По принципот на прв дојден, прв услужен, би субвенционирале како влада инсталирање на таков тип на филтри на оджаците, но ние домаќинства кои што се затоплуваат со фосилни горива и дрва. Загадувањето за жал ништо не е направено изминативе 35 години и јас очекувам повторно одредени невладени активисти со почетокот на грејната сезона тамо ноември месец да се борат за воздух, иако изминативе 7 години никаде ги немаше. Со ваквите мерки Мицкоски потенцираше дека владата се обидува да обезбеди помош за граѓаните во престрет на студените месеци. Во фокусот не е само леснувањето на сметките за електрична енергија, туку и за намалувањето на загадувањето и подобрување на енергетската ефикасност.